Овчаро и владиката Грчки. Чита Александар Станојков. Еден овчар го донесол патот да помини покрај црква и чул владиката кај што кажувал поучение на луѓето од владиков стол. Во тоа време бил засилен владиката во викањето, та на овчаро му се посакало да влезе и да чуе кој викат така. Влегол в црква и пошол дури пред владиката, та му се пулел право в уста и в очи. Откоја му се понагледал, ватил овчарот да плачет и да се лигаит, дури со глас плачел. Гледајќи владиката овчарот и толку плачит од словото него што кажувал, уште поеќе се силел да кажуваат. Откоја докажал поучението владиката, слегол од столот да си оид и му рекол на овчарот: "Дали чубре овчарко што поучение ти прикажав?" "Чув, света владико, ама дека Еѓупс ти прикажуваше ти ни еден збор не разбрав. Од едното ово ми влезе, низ другото ми излезе," му рекол овчарот. "Ами кога не разбираш грчки," му рекол владиката, "зашто плачеш толку?" "Да знаеш, света владико, зашто плачев јас и ти би плакал," му рекол овчарот. "Ај, кажи ми да чујам зашто плачеш," му рекол владиката. "Ќе ти кажам, света владико, туку тердот ќе си го накренам, лели ме прашаш, да ти кажам што плачев. Еве, сега ќе стори 6 месеци време, од кога ми пцојса еден најголем јарец што ми беше уѓич на сите јарци. Да знаеш, света владико, што пуста брада имаше, асли како твојата, голема и црвена му беше, ни земи ни остај, ај веќе како глада да си му ја пресекол на јарецот, асли како него си прилегаш, света владико, да ти има молитвата. Ете од тоа плача," му рекол. Кога беше чул тие зборови владиката од овчаро, си помазнил брадата и си ја наведил главата, та си ошол велејќи: "Со деца не треба да сркам маштеница."